А она што следува во продолжение е линковско вклучување. Значи повторно ве носиме надвор од студиото. Еве во кадар ја гледате веќе нашата Ирена Спировска. Ирена, добро утро. Каде не водиш ова утро? Добро утро, Ирена, за тебе и за сите гледачи кои што и денеска се заедно со нашата утринска програма. Денес се јавувам од салонот 2 од Музеот на град Скопје, каде што вечерва по повод јубилејниот 90-ти роден ден на доајенот на македонското сликарство и професор од првата генерација професори на Факултетот за ликовна уметност на УКИМ, Родолјуп Анастасов, ќе биде отворена групна изложба на која ќе бидат изложени негови дела и дела од голем број негови поранешни ученици, а денес признати и познати уметници во земјава, но и надвор од неа. Автори на изложбата се Јасминка Намичева и Екатерина Намичева Тодоровска, а во следниве минути, токму низ разговорот со госпоѓата Јасминка Намичева, ќе ги дознаеме деталите за ова вечерашна изложба. Добро утро. Добро утро на сите гледачи. Како дојде идејата да се организира една ваква изложба, затоа што се работи за изложба која што е специфична по самото тоа, што тука се собрани дела не само од Анастасов, туку и од голем број генерации различни уметници од земјава и од надвор? Најпрви секако да го честитаме роденденот на маестро Анастасов. Како дојдовме до идејата? Значи, минатата година размислувавме на кој начин би можеле да го одбележиме овој значаен јубилеј и мислевме дека е најсоодветно да ги собереме сите негови ученици од средното уметничко училиште, но и од академијата, и на тој начин да направиме еден настан заеднички, затоа што, впрочем, творештвото на професорот Анастасов е светски познато. Само да напоменам дека тој е еден од 1470 или 50 личности од целиот свет, кој што Американската биографска академија го излиста, го сврста во тоа издание на гениалните, големите умови на 20 век. Значи, творештвото на Анастасов е огромно и токму затоа сметавме дека не треба акцентот да го ставиме на неговото творештво, туку на неговата педагошка работа. Објавивме повик за неговите студенти и ученици на некаде кон средината на јануари, и за само помалку од 40 на дена ние всушност имаме приклучување на 43 до вчера веќе доаѓаа се пријавуваа уметници, и со голема радост, многу позитивна енергија, сите се вклучија во овој настан. Секој од уметниците донесе по едно дело, додека од професорот Анастасов представуваме само 3 дела, од кој едното дело е неговиот омилен автопортрет. Тој е автопортретот со птица, кој што е изработен 80-тите години, додека пак сега за прв пат во последниве 20 години неизложувани дела се двете слики, двете дела, кои што се, едната е 58 година насликана, значи во периодот кога Анастасов се уште почнува изодувањето на својот сликарски пат, а другата е 59 година и тие се врзани со семејството. Значи, едната е мајка и дете, другата е татко и дете. И така, на еден символичен начин, мислевме дека е убаво тие две слики да ги представиме на изложбата, но морам да напоменам дека тие две беа многу оштетени. Бидејќи Анастасов во тој период како почетник студент немал средства и ги насликал на југословенско знаме.
Така да, едната беше прилично оштетена, но конзерваторите од конзерваторскиот центар ги конзервира и ние сега ги имаме пред нас тука. Ова ќе биде ексклузивна можност да се видат делата од Анастасов, овие три што ги напоменавте, се разбира надополнети со овие уметнички дела кои што ги гледаме во моментов околу нас од неговите ученици, студенти низ изминативе години. Интересно е тоа што специјално за оваа изложба беа испратени и допатуваа во Скопје и дела од повеќе земји, каде што живеат негови поранешни ученици. Така е, животот ги однел насекаде низ светот неговите ученици. Всушност направивме еден мал трик. Сите тие имаат оставено свои дела тука во Скопје или низ државава, но секако, бидејќи сега комуникациите современи овозможуваат брзо комуницирање, сите тие се јавија, ние делата ги пронајдовме и еве тие денеска се со нас. Здруженијето Артифакт всушност стои позади организација на оваа изложба. Така е, Здруженијето Архифакт всушност се занимава со промоција на културата, со промоција на архитектурата и дизајнот, со акцент на традиционалната архитектура, но еве организираме и изложби од ликовен карактер. Еден од најголемите проекти кои што го работиме во моментот, тоа е Музеум Линк проектот, со кој што практично изложби оригинални дела носиме надвор од Скопје, затоа што сметаме дека не смеат да бидат привилегирани само граѓаните на Скопје, да имаат пристап до квалитетни изложбени проекти. Така што еве со изложбата на Владимир Георгиевски поминавме веќе повеќе од 30 градови и веќе ја движиме изложбата на Родолјуп Анастасов, која што пред 2 години исто така ја отворивме во музеј на град Скопје. До кога ќе биде отворена изложбата Сите деца на Родолјуп Анастасов? Вака конкретен датум е 18 март, но еве директорот на музеот најави дека уште 4-5 дена веројатно ќе биде после тоа задржана изложбата. Вечерва на отворањето на изложбата, кое што ќе се случи во 20 часот, тука ќе се соберат повеќе генерации на ликовни уметници, што значи особено за младите генерации на ваква изложба и еден ваков начин на чествување на јубилеј на такво значајно име и доајен од нашата сликарска уметничка фел. Па мислам дека она што е основно е и тоа што ние сакаме со оваа изложба да го покажеме е дека тој однос на професор со студент или ученик е многу важен. Така што, еве, Родолјуп Анастасов покажа дека иако неговите студенти го сметаат за многу строг професор, но правичен, како што тие изјавуваат, сепак тој со една сталожена, со една кроток приот кон своите студенти, но од друга страна и голема ширина, затоа што тој всушност на своите студенти им давал безгранична слобода да си го одберат својот сликарски стил и својот сликарски пат. Тоа е тоа што студентите многу го ценат и пошто го паметат професорот. Ќе биде ова вечер во убава можност да се сретнат со професорот, но и да уживаат во амбиентот кој што го креираат овие уметнички дела. Јас ви благодарам за одвоеното време и за ова интервју. Вас сите ве подсетуваме дека отворањето на изложбата Сите деца на Родолјуп Анастасов ќе се случи вечерва во 20 часот во салонот 2 на Музеот на град Скопје, а изложбата ќе биде отворена во тек на речиси цел месец
Смарт, па не ја пропуштајте можноста да уживате во овие извонредни уметнички дела на самиот Анастасов, кој ќе биде исто така присутен вечерва на отварањето, но и на неговите ученици и помлади генерации на уметници. Во свое лично име и во име на екипата на телевизија Алфа се придружуваме кон честитките за јубилејниот 90-ти роден ден на доајенот на нашето сликарство Родолјуб Анастасов. Ирена, со ова ќе се одјавиме, посакувајќи им на нашите гледачи убав ден, а се слушаме и се гледаме повторно утре со некој нов настан и нови информации. Секако. Благодарам, Ирена, за ова линковско вклучување.